Железото се кове додека е жешко, но само ако има кој да го кове. Последниот ковач во Делчевско, Назми Ибраимов, вели дека неговите деца се во странство, па поради тоа интересот за овој негов занает изумира. Ибраимов секоја сабота своите ковачки мајстории ги продава на градскиот пазар во Делчево. Околните продавачи, неговите соседи, велат дека е првокласен мајстор чија работа е слабо платена. Добар мајстор прва класа. Од најстарите мајстори. Комшии сме тука, исто. И за тоа сега се видуваме. Баш му честитам и тај занат треба некој да го напредува и други да се учат на тај занат. Не само он. Неќето младите не го прифатаат. Не го прифатат, ама тоа многу треба. Он знае да работи синови, ама му странство е. Ќе си остави там па да дое тука. Цените на она што го прави делчевскиот занаечија се пристојни, но како што вели тој секогаш има простор за пазарење. Имаме така. Това е маша. Веќе ти е познато. Да. Това е клин за дрво за цепење. Добро. Еве ти копач, секира, голема, маленки, тесли. Еве овие тука косерите што се. Да. Со тие се е работило напред. Сега не работат младите, а напред се е работил. Тоа е најтешко за изработка од сите тие. Па, Највеќе време кој ти одзима? за мен не е тешко, ама тие се најтешко. Клинове. Тука треба дурица да почука, сам не може да се. 500 илјадарка са клиновето, 1500 секирите, маленките 500, теслите 500 и така. Значи привлечни се Ама колку тражиме не може да земе, ние викаме, па после намаляме цената и така. Ибраимов е само еден од неколку мината занаечии кои останале доследни на она што го научиле од своите предци и се уште ја работат, со иста жар и љубов работата како некогаш. Во Делчево во моментот најзастапено е резбарството, додека голем недостиг има и на калајџии. Ова се потврдува со фактот што деновиве во градот можат да се забележат калајџии од соседна Република Бугарија. Тие велат дека имаат слаба заработка во својата држава, па така поради недостигот од овој занает во Македонија, својата заработка како што велат ја бараат кај своите браќа во Македонија.